Поздрав до публиката на телевизија 24, до сите оние кои што го очекуваат новото издание на Живот со стил. Имаме врвни спортисти, тројца вечерва во студио, атлетика, фудбал и ракомет. Како овие врвни спортисти го доживуваат успехот? Кој е клучот за успехот? А како тие го доживуваат неуспехот? Од што се откажа и како си го поминуваат летото? Само некои, ова се само дел од темите кои што ќе ги поставам вечерва во друштво на овие тројца наши гости, од кои што една ќе биде дама, врвна атлетичарка, а другите двајца реков ракомет и фудбал. Нема да должам многу, ќе почнам со најава. Првиот мој вечерашен гостин, втор пат или трет пат го имаме во Живот со стил. Велиме дека е млад, згоден, популарен, пред се успешен ракометар со кој што Македонија се гордее како на домашен, така и на интернационален терен. Тој е македонски репрезентативец кој игра во редовите на Веспрем. Со својата бестрашност на теренот го заслужи епитетот летачкиот Манасков. Па е официјално по втор пат или трет пат со Дејан Манасков во Живот со стил. Здраво! Добро вечер на сите гледачи на Живот со стил. Те најдовме некако во летниот период, иако знаеш викендите да ги користиш, последнево беше на Миконос, па некако успеавме да те доловиме и да ни кажеш што се случува во овој период од фазата на Дејан Манасков. Како си? Добро, супер. Значи, моментално сум на одмор, заслужен одмор. Завршивме пред некои 2 недели од прилика со Обврски. Така да до крајот на јули од прилика имам одмор и го искористам максимално со одморам и да се подготвам на она што ме очекува за следната сезона. Сме се дружеле неколку пати, еднаш ти имаш дадено изјава во новата сезона, знам, или околу новогодишни честитки желби. Претходно бевме на терен. Некоја споредба нема да направиме, нели, убаво е уживањето на терен, меѓутоа убаво е дружењето со твои колеги во студија, така да ќе биде фино и забавно вечерва и во твое друштво. Секако се надевам. Одлично. Сега, таа е најдобрата македонска маратонка, репрезентативец во македонската атлетска репрезентација, која својот спортски дух го распосла и помеѓу страниците од книгата Издржи кралице. Ке најавам токму со реченица од нејзината книга, а таму пишува: во свет во кој трчањето е ништо, но повеќе од се. За својот свет, за атлетиката, заедно со Весна Кираџиева. Здраво, прекрасна најава, фала на убавите зборови. Што да кажам повеќе? Убаво ти годи и ти лежи, нели, како што реков, издржи кралице. Дефинитивно, да. Како издржуваш во последно време? Во последно време добро се сноѓаме. Атлетиката е така тежок спорт, навистина бара многу посветеност. И ете така, на некој начин, како што кажи во самата најава, некако чувствував потреба тоа да го ставиме заедно со мојот брат Александар, да го напишеме во една книга, затоа што често пати не прашуваат, има и луѓе кои што воопшто не знаат дека има атлетика во Македонија, а има и онакви кои што се чудат па како се уште тренирате во такви услови, така што ете. За кралицата на спортовите атлетиката со Весна Кираџиева и друштво ова вечер ќе ни прави македонскиот фудбалски интернационалец, кој иако играше дури во далечната Кина, сепак најпознат е по црвено-црниот дрес како дел од тимот на Вардар. Својата професионална фудбалска кариера ја заврши токму таму, одигрувајќи 144 меча за вартарци. До пред некоја година важеше и за еден од најпосекуваните ергени, но таа титула замина во историјата. Со нас ова вечер уште еден врвен спортист, Владко Гроздановски. Ти бев на свадба и сега кажи, како се поминавме? Добро вечер, Елена. Поздрав до гледачите на Живот со стил. Да почнем прво од свадбата или од кај? Ти годи ли бракот? Па, добро, веќе 2 години сум во брак. Вика дека најтешки се првите 2 години, ја ги издржав. Така да се надевам сега ќе биде уште подобро понатаму. Добри, за тоа дека спортистите ги освојуваат убавици, ќе зборувам и со Владко и со Дејан Манасков, а ќе зборувам и со Весна, како може да ја освои некој. Но кажавме дека првично или приоритет ќе ни биде темата за спортот. Летно време што правите, во која фаза сте? Ајде, Владче, Манасков го прашав, тебе сакам да те прашам исто. Па добро, јас, како што кажа, ја завршив мојата фудбалска кариера, сосема различно е сега. Моментално работам како фудбалски тренер со дечиња. Додека бев фудбалер, многу краток е периодот за одмор кај фудбалерите, 15 на дена максимум. Сега е малце подолг тој период на одмор. Се уште не сме на одмор, за едно 15 на дена би требало да завршиме, иначе работам во својата приватна фудбалска школа.
и ќе се одмориме добро сега. Тоа е фудбалски клуб? Да, фудбалска школа, само фудбалска школа, да. Дечиња, работиме со дечиња на возраст од 7 до 13. Има ли амбиции школата за нешто повеќе? Па ќе видиме, здравје Боже, функционираме веќе година и пол, така да до сега све оди одлично, има околу 150 дечиња, за понатаму ќе видиме како ќе биде. Добро, сакаш да кажеш дека има потенцијал македонската младина? Секако има доста талентирани дечиња. Сите сонуваат еден ден да станат професионални фудбалери. Кој им е идол на тие дечиња од Бланче? Па имаат многу различни идоли. Обично како и сите деца, нели, сакаат тој странски фудбал, повеќе гледаат, нели, интернационален фудбал, Неймар, Меси, Роналдо, тие се први, а најмногу искрено Роналдо. Така, во екот на светското првенство за кого навивате? Јас навивав за Србија и за Хрватска. Србија многу тешко да пројде, ќе остане значи само Хрватска. Добро, вие гледате веројатно атлетичарката, сакам да прашам, дали прати и гледаме, бидејќи сега сме така во база заедно со цела екипа атлетска и немаме многу што да правиме освен тренинзи и јадење, и тоа ни е како занимација главна, сите ќе се собираме пред телевизорот и гледаме фудбал. Немаме, јас конкретно немам некој фаворит, навивам за победникот. Добро, Манаскап? Нешто слично јас. Добро. Искрено немам некоја репрезентација која ми е фаворит, онака, не знам, нека подобри недобриот и тоа е тоа. Веќе ги прашав Владко и Дејан како си го поминуваат летото, сакам тебе да те прашам исто. Во твојата дисциплина што подразбира лето? Има ли одмор, има ли пауза? Да, имаме пауза, откако ќе ни поминат оние главни трки над превари. Сега сме, како што кажав, на подготовки се уште на водно, бидејќи ни предстои Европското првенство, кое што ќе биде тука, баш сме домаќини, сме горди на тоа. А потоа ќе видиме, ќе направиме веројатно некоја недела-две пауза, ќе видиме можеби некаде во соседството на некој од плажите и потоа повторно се враќаме на тренинзи, бидејќи мора да постојано да бидеме во подготовки. Добро, земете помалку одмор, затоа што знаеме обично, нели, за спортистите се вели дека имаат многу малку простор за слобода и импровизација, нивниот режим е навистина строг. Кога вие свативте дека професионалниот спорт не е само рекреација, туку дека тоа е еден начин на живот во кој што навистина мораш да тој живот да го слушаш, Владко? Па добро, веројатно кога дојдов пред вратите на првиот тим, додека си дете, се уште, да кажам, сонуваш да бидеш фудбалер, не си уште професионален фудбалер, меѓутоа кога веќе ќе влезеш во првиот тим, сваќаш дека можеш да постигнеш нешто и многу повеќе. Така да тоа што си го сонувал полека, значи се остварува и мораш веќе во првиот тим да се однесуваш професионално и да жртвуваш некои работи. Нели, за да успееш, има многу работи што треба да ги жртвуваш и да бидеш упорен пред се. Што нака ти му минува низ глава дека најмногу жртвуваше што во твојот живот? Па не знам, викаат дека кога би можел да го дадеш времето наназад, да, би се надополнил или би надоместил за која работа? Па за све има време, јас мислам дека сега некој кажува дека нели не можеш ноќниот живот, не знам, алкохолот или пушењето, мене тоа ништо не ми ни фалело, верувам и на вас, така да нисум сакал такво нешто, нисум жртвувал такво нешто, така да не знам, можеби еден режим на исхрана треба да имаш поразличен од другите, не можеш во секој момент да јадеш тоа што сакаш, можеш да припазиш, да го негуваш своето тело, можеби тоа, меѓутоа пак мислам дека и за тоа можеш некогаш во периоди кога нели има одмор да си дозволиш и да јадеш што сакаш, така да треба некои жртви, меѓутоа мислам дека и за све има време, така да. Добро. Без на кога сватите дека всушност не е само хоби, не е само рекреација, професионалниот спорт, туку сериозно нешто на кое што мораш да се посветиш? Па не знам, јас уште кога започнав некаде на 12 години,
така го има сватено спортот, дека едноставно атлетика е спорт каде што треба да се вложиш и да, навистина како што старееш, почнуваш многу посериозно да ги сваќаш нештата отколку кога си дете. Меѓутоа дефинитивно се согласувам дека е така, дека ние навистина не сме нешто, не го сметаме тоа како жртва, туку повеќе како начин на посветеност. Доколку не сме сакале да го работиме ова, никој не терал со сила, сме го одлучиле овој начин на живот затоа што ни одговарал, затоа што сме се пронашле самите себе си, екипата, луѓето околу нас, ето тоа не надополнува некако и од тие причини сме останале ете како врвни спортисти. Добро, имаше ли кризи во меѓувреме, во периодот твој Манаскоп или кога навистина свати дека ова е нешто сериозно на кое што треба да му се посветиш? Добро, ја пред се прво така растев во едно спортско семејство, така да малтене многу работи ми беа познати од претходно како треба да се понаша еден спортист, бидејќи дома како деца секојдневно гледавме што прави нашиот татко, така да веќе до некаде бевме спремни, меѓутоа Некако вродено тоа. да, меѓутоа онака кога веќе ќе дојдете, како што кажа и Владко, во тие мигови кога сте пред влез во првиот тим, тогаш некако ги сваќате, работите посериозно, сваќате дека можете да направите нешто повеќе и дека тоа е тоа, дека треба да се вложите 100%, да работите и тоа е тоа. Само со работа и со труд може да успеете. Така, за навиките исхраната спортот, спортска емисија со врвни спортисти Весна Кераџиева, Дејан Манаскоп и Владко Гроздановски. Весна, зошто има впечаток или имам чувство дека трчањето кај нас како да стана помодарство, меѓутоа вие успеевте да трчањето го ставите на еден пиедестал. Се надевам дека е Ова, така. да. Што недостасува, кажи ни, во македонската атлетика да биде навистина кралица на спортовите? Тоа што успеавме, еве и со голема поддршка пред се и на Скопски маратон, бидејќи да кажам дека тие го промовираа овој стил на трчање, и благодарение на таа соработка со нив успеавме да го наречеме ова помадарство, што е навистина добра навика, нели има и лоши навики и здрава навика. Да, ако е ова тренд, навистина би сакала да остане, да продолжи овој тренд и повеќе да расте тркачката култура во Македонија. А што се однесува баш до атлетиката како спорт, како професија, треба многу пред се финанси. Ние како атлетичари немаме финансиска поддршка во смисла нема спонзори, самата федерација нема спонзори, самата федерација има се уште стара, заостаната да не речам структура каде што луѓето кои што ја водат немаат некоја идеја како да го реализираат тоа, ниту пак сакаат да не слушаат нас атлетичарите кога ќе ги искритикуваме за нешто, сметаат дека тоа го правиме само за да паркосиме, што не е воопшто така. Тие се работи кои што се неопходни за еден спортист. Еве имаме и успешни ракометари, фудбалери, самите тие ќе кажат дека се мотивирани бидејќи се финансирани. Ние како атлетичари сега за сега никој од нас не е финансиран, ниту е поддржан од спонзори, така што е навистина борба и покрај тоа да тренираш, да правиш резултати. Ајде еден апел да упатиме, нели, ако немате поддршка. Па ете, пред се најдете приватните компании, како и Агенција за млади спорт, Македонски олимписки комитет, тоа се сите институции кои што треба заедно да ја поддржат атлетиката, мислам воопшто се. За да навистина биде нели во Македонија кралица на спортовите затоа што има атлетиката. навистина има талентирани деца кои што еве, ајде ние во Скопје вака така некако се сноѓаме, го имаме градски стадион, кеот, имаме и да речеме некои услови за тренирање. Меѓутоа има деца кои што се, не знам, од Прилеп, од Велес го има стадионот кој што им е, да не кажам, на многу ниско ниво неодржан, кои што сакаат навистина да тренираат, но немаат услови. И тоа се базични некои основни работи, како не знам да речеме вода во чешма за секојдневно живење, така и тие услови се потребни за чисто да изградиме една здрава средина, а потоа да зборуваме за резултати. Така, нема да ве прашувам околу тренинзите, знам дека трчате, имате загремање, меѓутоа како гледате на маратонот како надпревар, како дисциплина, како атлетика, дали имате трчано, Владко? Трчав се на последниот полумаратон.
Сосема различно е. Јас сум навикнат нели на едни други тренинзи, трчањето и атлетиката е сосема различно. Додека игра фудбал, многу пати нели на стадион тренираме и ги гледам атлетичарите и викам кој е мотивот што само трчаат и трчаат. И завршив фудбалска кариера и искрено да кажам, многу ме заинтересира атлетиката. Почнав да трчам секојдневно по Кейп пред се ради рекреација, нели да не престанам да се бавам со физичка активност и не е добро после фудбалска кариера да престанеш нагло. Прво заради килограмите, нели кај качиш килажа и второ за здравје. И баш ја земав и книгата од Весна и незиниот брат што ја издадоа. Ја прочитав до пола сум негде. Почна баш да ме интересира атлетиката и многу често излегувам на кеј, трчав на полумаратонот скопскиот, трчав на трката 10 километри што беше и да не кажам, се влюбив, меѓутоа стварно многу ме интересира трчањето и атлетиката во последно време, затоа што освен фудбалот не знам, ни на крај памет не очекував дека баш атлетиката ќе биде спорт кој што ќе ме заинтересира така после кариера. Заразно е, така Али вика. се осеќам убаво кога трчам, затоа што цел живот трчаш, поразлични трчања се нели во фудбалот со топка, меѓутоа пак има трчање и стварно ми е интересно. Така, Весна, можеш накратко да не кажеш, ајде, еве, за рекреативците, кои се придобивките од трчањето, па сакам и Манаско да го прашам токму на оваа тема. Дефинитивно е Владко како што кажа е така заразно. Едноставно кога ќе почнете Како да им садиме нели навики на луѓето дека е здраво да барем еднаш два пати неделно по 30 минути? Се е пак ќе кажам, се започнува од детството. Повеќето еве нашите генерации не се навикнати децата да ги и родителите сами не се навикнати да ги однесат да спортуваат. Било што, значи не мора да значи дека тоа е атлетика, меѓутоа атлетика е основа, значи не бара ни многу финанси. Буквално можете да го однесете и детето на кеј, да го пуштите малце да потрча, нема дете кој не сака да трча, има родители кои што пази ќе се испотиш, пази ќе се сопнеш, ќе се удриш. Се многу внимателни, да кажам, дури премногу заштитнички насочени кон своите деца и таа навика почнува од самото детство, затоа што посебно еве секојдневно се разговарам со жени, посебно 30, 40, 50 години и кажуваат самите дека па да, би било убаво доколку сум почнала како помлада, сега имам премногу обврски и тоа е еден вид на затворен круг каде што се вртиме во истото, што не е воопшто така, затоа што во светски рамки ги следиме дека има рекреативни тркачи, возрастни лица преку 60, 70, 80 години кои што почнале откако се пензионирале, имам повеќе слободно време и сега почнувам да трчам. Значи прекрасна навика е, нешто за себе добро правите. Некои го сметат на страна да се тргнам јас како професионален атлетичар дека тоа го правам нели за резултати. Кога трчате за себе го правите буквално за собствено здравје. Така, појде да само од еден факт, нели, од она придобивка дека трчањето навистина може да ви го продолжи животниот век. Тоа е факт. Значи тоа има милиони истражувања и баш има највеќе истражувања во медицината за трчањето, за она долготрајно трчање, ние што го нарекуваме endurance. Така што неограничен број на придобивки имате, ќе ви се смени тотално животот, ќе се навикнете на многу попозитивно да ги прифаќате работите, психолошки исто така многу зајакнува. Значи има луѓе кои што тоа го прават затоа што психолошки потоа се чувствуваат добро, и да се разбереме, не е исто нели ако трчате на лента за трчање во фитнес клуб, па нели на кеј. Манасков, како гледаш ти на маратонот, како гледаш на трчање, дали некогаш можеме да те видиме на маратон? Па, искрено не сум имал да се допирна точка со нешто. Затоа што не си бил тука, можеби? Па не, бидејќи не знам, немам ни време, ни реално треба сигурно посебна подготовка за да се издржи тоа. Не е исто, значи да трчате во сала на 40-20 и да трчате, не знам, 20 километри или не знам, сум трчал до 10 на километри, сум трчал, меѓутоа повеќе не. И тоа било во период на припреми, така да... Добро, за другите, оние кои што трчаат, ќе кажеш, секоја чест? Па, верувам дека е многу тешко. Знам како е кога
трчате во група, тешко е на тие припреми, меѓутоа кога сте сам, мислам дека уште потешко, треба да бидете спремни во главата, затоа што друго е кога сте во група, ќе ве понесе групата, ќе ве понесе другите, меѓутоа сам да се натерате, мислам дека е најтешко и затоа секоја чест за овие атлетичари. Верувам дека е многу тешко и знам дека е тешко и затоа секоја чест капам. Така, посветени спортисти во студио во Живот со стил, кои што несебично се даваат нели во својата дисциплина. Имаше ли моменти кога рековте низ годините нели во текот на својата кариера што ми требаше мене ова, Владко? Па не. Не? Искрено, откако станав професионалец, не. Ниту во еден момент, секогаш има нели и тешки моменти во спортот, тоа е нормално. Меѓутоа, откако станав професионалец, не, значи влегов во тој ритам и тоа си одеше само по себе. Како дете, да. Еднаш помислив, месец дена не одев на тренинг. Ги лажев дома моите дека одам на тренинг, а ја не одев. Ради некоја разочараност. Малку, меѓутоа, добро, тоа е нормално. Поминува и среќен сум ете што сум продолжил повторно. Добра, Весна, во кои моменти ти дошло до откажување? Имаше ли такви моменти? Имало моменти кога навистина си викаш кај заглавив. Ама не можам да кажам дека имало некогаш да речам да се откажам, да. Затоа што дури во оние тешки моменти, бидејќи секој од нас поминува, без разлика дали е во спорт, дали е во друга професија, дали е генерално во животот, се соочуваме со самите себе, со своите проблеми. Да кажеме дека тоа се предизвици кои што мора да се соочиме. Ето така. Така што да, имало дефинитивно, посебно затоа што пак ќе кажам, нели не сме финансиски поддржани и потоа животот е таков кој што финанси се потребни, па си викаш можеби требаше да отидам фудбал, ракомет, кошарка, тие се поатрактивни спортови во Весна, Македонија. освен атлетиката имаш афинитети кон нешто друго, кошарка, не знам, ракомет. Повеќе бев можеби по индивидуалните спортови, гимнастика и пливање. Од мала многу сакав гимнастика, ама некако ми помина таа возраст кога можев да почнам да тренирам со гимнастика околу 5-6 години, која е препорачливо. Па веќе од 12 години се посериозните спортови, да кажем, сам по спортови каде што е потребно така да имате стабилни нозе. Така што да, сум се пробала и во други, учев во средно физкултурно, така што сите спортови ги поминав горе-доле. Така и рекол, да сублимираме дека до откажување можеби било моментот кога не сте имале финансиска поддршка. Една од причините, значи не главна причина, меѓутоа потребна ви е и поддршка генерално, значи од луѓето околу вас, од самата федерација, и кога ќе видите дека има моменти кога се чувствувате дека самите се борите со сите, тоа се тие моменти кога ви е потешко. Што посебно тебе ти дало мотивација, си бил на пат некаде да се откажеш, имало ли такви моменти за откажување? Па искрено не. Никогаш не сум дошол во една таква ситуација. Затоа што особено во друштво на твојот татко или кога си цела време. Да, растев со ракомет и едноставно некако ми влезе во крв тоа и не знам, не размислав за нешто друго, дека сакам да правам, едноставно сакав да станам ракометар и да се посветам на тоа и фала на Бога успеав во тоа. Као дете не ме интересираше ни школа, ништо ме интересираше само ракомет. Така да имав среќа што успеав. И драго ми е поради тоа. Еднаш имав исто една ситуација како Владче што имал така нешто, не бев разочаран, имаше некој недоразбирање. Бев, не знам, можеби на 10 години и нешто се скарав со тренерот и не идев исто така некој си месец дена на тренинг. И потоа сватив дека сгрешив, се извинив и продолжив понатака. Инаку спортот не знае за граници, нема лимит, а како вие го доживувате неуспехот кога ќе имате? Па, неуспехот е нели составен дел од спортот, не можеш секогаш да победуваш, не можеш секогаш да имаш успеси. Доаѓаат и такви моменти кога губиш, кога играш слабо, нели кога не одат работите како што треба. Можеби затоа што сум малку емотивен, мене тешко ми паѓаат поразите. Меѓутоа, тоа е ден, два максимум, после тоа нели доаѓа тој нареден надпревар и се заборава све.
Не е лесно да се губи, меѓутоа со текот на годините како стареш сваќаш дека тоа е само составен дел од спортот и ништо повеќе. Весна, како ти го доживуваш неуспехот и кажи ми дали имаш поголем страв од успех кога ќе успееш, нели? Психолошкиот момент каков е или поголем страв од неуспехот? Може би тој неуспех ти дава дополнителна мотивација да бидеш прва. Да, дефинитивно Следниот пат. е така, затоа што Барам јас така ги Да, доживувам работите во животот. така е, неуспехот е дел од прогресот. Колку јас секогаш велам дека веројатно во животот имам, мислам во мојата атлетска кариера имам повеќе трки изгубено отколку што имам победено, меѓутоа тие победи кои што сум ги направила, тие соборени рекорди, се оние кои што се бројат. Тие ги памтат луѓето, никогаш нема да речете ама ти се сеќаш тогаш кога изгуби. Тие се лично, ние си ги памтиме како нешто што не потиштува, меѓутоа и не бутка напред. Затоа што така си ги согледуваме и грешките и знаеме каде потоа да се коригираме. Друга работа е, откако го направив државниот рекорд во маратон во Милано пред 3 години можеби, тогаш дури застанав да се запрашам, чекај сега што е следно, каде одиме. Така што е и тој момент е застрашувачки, бидејќи на некој начин сте стигнали некој ваш лимит и сега зависи од вас, од самата себе. Маноскоп, како ти гледаш на неуспехот, како го доживуваш? Добро, јас секогаш велам дека треба да знаете да се носите со победите, меѓутоа и со поразите, и кога ќе победите да не летите многу во облаци и кога ќе изгубите да не се спуштате многу ниско на земја, мислам. Тоа е составен дел од спортот, не можете секогаш да победувате, мора и да губите, треба да знаете како се носите и тоа е да не го сваќате толку присебно. Пораз као пораз, има следен надпревар, не знам, следна трка, така да знаете, битно е да видите кај сте сгрешили, да анализирате и да се поправите. И секако од поразите се учи највеќе. Добро, а во кој момент онака ви е најкомотно во тоа што го работите? Веројатно, нели, победата, успесите, меѓутоа ми треба тој момент. Кога ти е најубаво, најкомотно? Па кога ќе победиш нека многу битна утакмица, кога ќе освоиш титула, тие моменти не се забораваат и се најубави во Ке ми кариерата. издвоиш такав успех момент? Повеќето знаат, меѓутоа сакам ти да го Па сите ми го победи кажеш. со репрезентација, затоа што репрезентативниот дрес е секако најдраг. За жал немавме можност да се пласираме барем фудбал на некој европско или светско првенство, меѓутоа тие победите секогаш остануваат како најдраги моменти. Нормално дадените голови. Јас не можам да издвојам некој посебно затоа што сите ми се драги, и сите победи, и сите голови што сум ги постигнал ми се драги, така да не сакам се да издвојам некој посебно. Добра, Весна. Друг тип на одговор на твоето прашање. Најдобро се чувствувам некаде на средина на трка, например, ако се работи за маратон 42 км, па некаде на средина на трка или на 30 км, кога ќе погледнам на часовникот и ќе видам дека сум во рамките, дека сум на добар пат и дека се чувствувам се уште свежа за да можам да ја завршам трката убаво и да имам добар резултат. Тогаш ми е така, ми олеснува во кожата. тоа повеќе ти ви дава сила да дотрчате појако до крај. Добро, твој онака блескав момент од кариера? Веројатно тие 3 рекорда. Има уште многу, да се разбереме. Надевам, тие 3 рекорда, не знам, и настапот веројатно за репрезентација секој пат кога настапуваш за Македонија е еден вид на успех, бидејќи сепак така се чувствуваш дел од нешто поголемо. Така, сме го правеле муабетот во претходното интервју, можеби се измениле некои работи во меѓувреме? Па, мислам дека не. Не, твојот најголем успех и каде ти е најубаво во кожата? Па секако не знам, кој играте за националниот дрес, тоа е нешто посебно, нешто свето, мислам, кога ќе видите таа публика која доаѓа да ве гледа сегде, да кога ќе видам луѓе доаѓаат, не знам, игравме во Катар, имаше луѓе, сме играле сегде низ Европа, низ светот, значи секогаш имало македонска публика која доаѓала илјадници километри за не да бодри и секогаш е убаво кога на толкава далечина од Македонија ќе успеете да ги израдувате тие луѓе. Секако дека исто кога настапувате за клубот дека
има некои емоции, меѓутоа за националниот дрес за својата држава емоциите се посебни, така да тие победи ми се најдраги, а можам да кажем и тие порази таму ми се едни од најтешките, така да углавном тоа мислам. Мене ми е драго навистина што ви имам овде во студио. Сакам да искоментираме неколку ваши наслови кои што ги има низ медиумите. Ке почнам прво, ајде со Маносков. Вака сега. За официјалниот сајт, јас извадив ова преку интернет на твојот клуб Веспрем, одговори на 20 невообичаени прашања, а еден од одговорите гласи вака. Сакам да го видиме. Ако не бев ракометар, ке бев шофер на автобус. Од каде вакви афинитети? Може ми некоја неостварена детска желба? Па не. Тоа земи се добро. Можеш и Цевитана да се напиеш омеѓу време за обичните суперхерои, како се вели. Поздрав на нашите пријатели од Витаминка. Сакам да го искоментираме овој наслов со Дејан Маносков. Па не, као што кажав и претходно, немав некои други афинитети, освен да бидам ракометар, не знам. Не ни размислав на нешто друго и така, не знам, ми дојде. Може би, ако не бев ракометар, ќе возев автобус. И затоа го дадов тој одговор. Тоа спачи. Беше прашањето, да, ако не беше ракометар, што ќе беше? Може би ќе бев шофер на автобус. Океј. Одиме со следен наслов. Во едно интервју за порталот Точка ќе кажеш дека Весна вака. Додека трчам маратон, паметот ми станува monkey mind. Што ти се врти низ глава, Весна, кога трчаш? Точно, многу убаво кажано, monkey mind, значи дека мозокот ти скока како мајмунче од гранка на гранка. И тоа значи дека не знаеш многу што ти се врти во глава, односно не може да се сетиш. Тоа е како буквално било кој човек онака да си седне 3 сата, еве јас трчам 3:07, мојот најдобар резултат во маратон и што размислуваш за тие 3 часа не се сеќаш затоа што толку многу работи се вртат во главата, но најчесто се враќаш на тоа уште колку имам до крај, кој ми е ритамот, колку километри ми остануваат, колку сум поминал, која ми е следна освежителна станица. Тоа е во принцип што онака најчесто ти се врти во главата, меѓутоа еве и на тренинзи кога се подолги, тоа си размислуваш за случувањата во текот на денот, на активностите кои што ти предстојат, си ги решаваш некои проблеми во главата и така. Така, ви пречат ли вакви наслови кога ќе видите, Дејан? Не, воопшто, тоа е дел нели од работата на моите колеги. Добро. Весна, тебе имало ли некоја невистина пишана? Па не, од медиумите не. Задоволна сум, имаме секогаш поддршка од медиумите, од новинарите. Имало така да слушнеш од некои колеги кои што си сметал дека ти се пријатели, па испаднало од страна да слушнеш некои невистини, а вака во медиуми. Добро, да, прашав за колегите новинари и тоа ни е супер. Имате поддршка понатаму, нели, од Живот со сила и од колегите. Да видиме колегите што рекоа за Владко Гроздановски. Во исто интервју, поточно за порталот Точка, имаше навидно опуштено интервју кое резултираше со следниот наслов. Сега. Инаку во Скопје се организираше Владко геј недела, како гледаш ти на тоа, колку тоа ти пречи или не? Вие сега не ми пречи на ништо, мислам. Секој си одлучува за својот живот, така да Не ти пречи. кој како сака си го живее животот. Така, убаво си кажал. Љубовта си е љубов, убаво е да сакаме, да бидеме сакани, па нова тема кога спортистите по прашање за нив важи да или дека секогаш освојуваат убавици, јас кажав. Тоа ни го потврди Владко кој е во брак со ова позната манекенка Христина. Рече дека не се променети работите, дека сега за сега добро оди. Колку се промени во брак? Нормално, бракот сигурно те променува. На некој начин созреваш многу побрзо. Не е истиот начин на живот како и претходно. И сега за сега... Има ли вистина дека спортистите освојуваат убавици? Па не знам, така може би некоја случајност. Не викам сега
Секој сака убава жена, нели? Не само спортистите. Сега не знам они Ај како сега Манаскоп размислуваат. ги го прашаме за приватниот живот, знам дека не сака многу да зборува. Ама ќе откриеме на македонската јавност, еве, дека емотивно се исполнети си во врска. Нема да зборуваме со кого, како те освои твојата партнерка, нека биде прашањето. Ти видиш, не си доволно информиран. Добро, ајде, како може да те освои? Иначе не сум во врска. Аха, добро да ги израдуваме убавиците. Добро. Како може да ме освои? Па, Тоа истото ти го Не поставив, знам, ја мис- мислам дека се скраси и сега ме разочаруваш. мислам дека мажот треба да освои жената, не жената мажот. Аха, добро. Добро, како може еден спортист како Манаскоп да го освои жената? Па добро, секако, да, као секој човек, секој сака убава жена, паметна така. Да биде романтична, паѓаш да. на такви гистови? Секако, Кој не? Добро. секако кој не, да. Јас сум човек, ја имам чувства. Одлично, супер, браво, браво, браво. Весна, каква е поддршка е потребна на една врвна маратонка од партнерот? Да, потребна е поддршка, посебно за нас девојките, потребна е поддршка од посилниот пол. Така што да, тоа е една од работите кои што јас како женско ги Каква ги поддршка, на што карактеризирам. мислиш? Знаете како во се уште сме таков тип на општество, да не речам патриархално, каде што посебно, ајде, помладите генерации се навистина поотворени во таа смисла, меѓутоа има се уште млади момци кои што така, например, спорт не е за девојка, ти треба да раѓаш, треба да, во таа смисла сакам да кажам, бидејќи да се поделуваат ангажманите, да се знае време за ова, време за оно, време за се. Добро, како изгледа еден твој ден, например, ти треба доволно сон? Да. Доволно сон, најчесто, еве, кога сме во некој подготвителен период, знае да по 2 тренинга да правиме, тоа знае да ти одземе и некои добри 4-5 часа. Потоа поминуваш доста време во кујната за да внимаваш на режимот на исхрана, така што кога се однесува на тој подготвителен период, тоа е. Потоа сите си имаме своји обврски, работни обврски. Јас се уште не сум со семејство, така што не можам да се пожалам на тој момент со деца. Меѓутоа, верувам дека во догледно време и тоа ќе се случи, нормално дека децата се обврска на секој родител, не само на мајката или само на таткото, туку тоа е нешто што треба заедно да се гради. Така, имате ли спортски режим на исхрана? Претпоставувам дека имате, меѓутоа, има ли работи од кои што сте се откажале? Па сега, откако завршив кариера, можам малце послободно да се однесувам околу исхраната. Нормално дека пазам и сега, не сакам се што да јадам, меѓутоа послободно ми е него претходно додека бев професионален или спортист. Добро, Манаскоп? Јас искрено немам некои посебни проблеми со килажата. Без разлика што јадам, тука сум цело време, секако дека припазувам, меѓутоа не сега нешто посебно дека имам некој специјален режим. Ете нешто што не јадам, што едноставно не ми бара организмот, тоа е благо, значи многу ретко јадам благо. Не дека нешто пазам многу, меѓутоа ете така ми организмот, едноставно не ми се јаде благо. Не знам, за останати работи пазам, секако не јадам се некој джанки фуд, такви работи, меѓутоа оброк као оброк, мислам, протеини со јаглехидрати. Мешам, например, не издвојувам да јадам само протеин или само јаглехидрати, така да евентуално само пред натпревар преферирам да јадам јаглехидрати пред натпревар, тоа ми е така као ритуал, иначе овака друго нешто специјално дека пазам многу не. Добро, а кој е вашиот најголем порок? Имате ли пороци? Не. Мислам некој не ми текнува на нешто. Добро, ќе ве проверам јас со една игра на палки, ќе зборуваме за пороци, претходно барам блок реклами од нашите пријатели.
Еве сме назад во сабота вечер, репризно во недела после 23 на телевизија 24. Летно издание, фино дружење во спортски дух со нашите денешни гости, Дејан Манацков, Весна Гераџиева и Владко Гроздановски. Имаме 4 прашања, ми одговарате со да или со не во играта на палки. Прашам дали имате пороци, а и сега ќе ве прашам дали некогаш во живот имате изедено цела пита бурек. Цела пита бурек, зборам за доручек за вечера. Значи, Четврт максимум. ред и дисциплина, браво. А во животот сигурно имам испушено една кутија цигари на една вечер. Така. Срамежливи, скромни. Ми се случило да не се појавам на тренинг, бидејќи претходната ноќ сум заглавила во диско. Значи, браво. Многу сме пример. Ете, да се огледаат, да се огледа публиката, да учи. Добро, сум седнал или сум седнала зад воланот со некоја чашка плюс? Многу сме примерни, значи. Па добро. Добро, тоа се некои добро. Ништо не беше страшно, јас за ова ќе ме наградам со една убава колекција од нашите пријатели Витаминка. Не се пороци, туку се сладки изненадувања. Ке откриете нели по завршувањето што се крие во кутијата од производите на Витаминка. Ке ве поздравам пред самиот крај, уште неколку прашања имам. Значи Витаминка се производи за Владко, за Дејан и за Весна Гераџиева. Сега, кажете ми дека ќе позборуваме и за вашиот стил. Спортистите 80% од времето се во свој спортски филм, но кога треба да се скоцкат, тоа знаете вие одлично да го направите. Сакам да зборуваме за вашиот стил. Прво со Владко, имаш изјавено дека го сакаш италијанскиот стил на облекување. Колку го практикуваш? Па што, не секогаш, меѓутоа ми се допаѓа нивниот стил, поготово на италијанските фудбалери, од кој што може многу да се научи, нели? Добро, ќе ми Стилот кажеш на некој облекување. добро, некој италијанец фудбалер кој што ти е стилска инспирација? Па не би сакал некој посебно да издвојам, повеќето стварно добро се облекуваат со оглед на тоа дека нели Милано, модата е таму број 1 и затоа и ми се И е допаѓа. твоја омилена дестинација, можеме да видиме дека Па, знаеш почесто да го посетиш? Па кога немам обврски, кога можам, да. Али преферирам повеќе Рим. Аха, добро. Манасков, твојот стил на облекување, каде најчесто шопингуваш? Како ќе го опишеш? Имаш ли стилска инспирација? Па добро, мислам... Кој те советува по облекување? Дали можеби учиш од Инстаграм, од социјалните мрежи, кој како се облекува, па си Не, како одиш во шопинг? Дај ми го Реално, твој... јас сум многу едноставен за шопинг. Влегувам, ми се допаѓа и купувам. Добро, меѓутоа комбинациите, секогаш убаво изгледаш, кој те советува? Па искрено никој специјално нешто, секако се време е на социјални мрежи, така да можете да видите све. Така да, ако ви се допаѓа некој стил, така... Кој ти може се да го допаѓа, запратите. кажи ни сега од Па реално спортистите, немам кој некој да онака издвојам се сега огледуваш? нешто, немам некој него. Еве, нели жените ќе кажат Девид Бекам, Да им се изградам свиѓа. свој стил едноставно и ете добро имам ти. некој мој стил, го негувам и се придржувам на тој стил, така полежерен стил, по-кежуал, кога треба да се иде на некоја пригода, знам да се скоцкам, фала Богу, меѓутоа не практикувам се да носам одела секој трет ден. Па добро, не ти ни личи. Да, меѓутоа лежерна облека, фармерка, мајчка, кошула, патика, кондура, така да те држам до тој стил. Сега, кога треба за нека друга пригода, знам да се облечем и малце поелегантно. Добро, а каде го правиш најдобро шопингот? Во која земја ти е најдобриот шопинг со оглед на тоа што патуваш, нели? Па добро, например, еве... Имаш ли навика да најдеш време да шопингуваш или тоа го Па правиш? не, во јава Скопје ќе ви кога кажам дојдеш? како правам, идам неколку пати во годината, 3 до 4 пати, кога ќе отидам, купувам онака за цела сезона, дали лето или есен или зима, и после тоа сум мирен, евентуално ако не видам негде некој парче облека кој стварно ми се допаѓа, не сум некој сега да сум многу по шопинг, нешто да као вие жените, например, Немој така. што мора да купите Добро. секој втор ден парче облека, не сум до Мажите толку. уствари многу се практични. Да.
Идеш, купуваш и мирен си. Ми се допаѓа Месец твојот дена однос кон модата. Влаче, рече ти дека Милано ти е супер за шопинг, меѓутоа има ли некои земји кои што ти оставиле добар печат за добар шопинг? Па добро кажа Деки, и јас се сложувам со него, Практичен исти си, ти сум. сакаш да кажеш. Машките во главно се исти околу шопингот, купуваш, значи неколку работи и тоа е за цела сезона. Не сакам сега да одам секоја недела, не знам дали тука негде во некоја продавница или не знам во странство. Обично ние кога одиме на припреми, кога одевме, во главно одевме во Австрија или не знам, можеби зимно време во Анталија, у Турска и секогаш таму се наоѓаат добри продавници. Многу аутлети каде што има стварно добра гардероба и во главно ќе купиш скоро за цела сезона да се опремиш и тоа е тоа. Одлично. Сакам Весна да ја прашам како жена спортист се облекува, твој стил на облекување? Па, сакам да имам прилика така да си се дотерам. Ете, денеска на брзинка ме собравте од припреми, па не успеав да си ставам вака штикла. Добро, и тоа сакам Висока да те прашам, подпетица. да, колку често знаеш да си ставаш висока подпетица, на патика ли си цело време? Не, значи кога во секојдневните уврски или сум во некоја по-класична чевла, така на удобна подпетица, значи да не е многу високо за да можам да се движам, бидејќи такви мисии другите активности во текот на денот, да сум во нешто попрактично, да можам да се движам нормално. И да, дефинитивно сакам јас да си се дотерам, да имам прилика, ете, кога сум на гостување во некоја емисија, исто така сакам да, да не бидам во спортско, бидејќи секој дневните активности, нели, тренинзите сме постојано во спортско, па кога ќе дојдете така некоја пригода сакате да се истакнете. Така, дечки, каде се гледате за 10 години пред самиот крај, сакам да те прашам? Не знам. Да ме прашаш следната година, не знам, а не за 10 Добро, што си години. посакаваш, ајде, за 10 Па години? добро, сега, значи Се гледаш со 3 деца, со, не знам, Па, веројатно све тоа ги си дојде само по себе. Сега заврши фудбалска кариера, се надевам дека ќе бидам еден успешен тренер во блиска иднина. Добро, окей. Треба да си го посакаш, но тоа за да... Си го посакувам секако. Драго ми е. Весна, каде се гледаш ти за 10 години? Со многу Да се повеќе надевам. финанси, нели, малку да ја разбудиме и подигнеме свеста на компаниите, дека трчањето е здраво и дека дека треба да атлетиката помагаш. ќе порасне. Јас тоа како финанси го кажам како проблем, не затоа што тоа е главниот двигател, меѓутоа тоа помага само да се подигне свеста. Да, ете Добро. така. А лично за себе се надам, ете, дека можеби со семејство, со дечиња, на личен план и на професионален план, ете, имам водам и атлетски клуб, веројатно до тогаш горе-доле ќе заокружам јас мојата атлетска кариера, па ете, ќе работам како тренер, можеби како успешен автор, доколку напишам уште едно продолжение на првата книга, така што ете, тие ми се некои. Така, во следна прилика сакам да го имам четивото Издржи кралице од маратонката Весна Кираџиева. Дејан, каде се гледаш за 10 години? Па, Во се кој надевам- клуб, не знам, се во надевам, Македонија, не знам, тренер? ако ме служи здравје дека ќе играм уште 10 години, така да немам појма стварно кај би се нашол за 10 години, знам каде сум во следниве 2, така да за понатаму ќе видиме. Добро, имате ли клуч за успех во живот? Па да, секако. Кој е? Па не знам, евентуално ако би менјал сега, би менјал само за Париз или за Барселона. Не, дали имате клуч А, за клуч, успех? ја клуб, извини, не те Добро. разбрав. Еве, ми го кажа и клуб од Париз или Барселона, меѓутоа клуч твој, формула за успех која е? Па тоа, едноставно максимална посветеност во тоа што го работите и само работа и само работа. Весна? Упорност, издржливост, истрајност. Владче? Исто тоа е, значи клучот за успех, упорност, издржливост, веќе кажа све. Така, јас ќе си посакам убави гости и убава публика и следната сабота. Ќе ве поздравам. Останете понатаму позитивни, енергични и да се гледаме за убави работи со успеси за да ги покажеме овде на македонската јавност. Уште еднаш голем благодарам за одвоеното време. Фала и на тебе. Ете така, ние се гледаме точно за 7 дена, ве сакам во уште поголем број. Ќе си посакам енергични гости како вие и ќе ви посакам убава вечер. Поздрав!